Добре дојдовте во 11-тото издание на Изборен рапорт на Цивил. На самиот почеток да споделиме еден извештај од мониторинг тимот на Цивил, кој го нотира присуството на заменичката на народниот правобранител Сонја Трифуновска на митингот на СДСМ во Тетово на 3 октомври. Таа и на својот Facebook профил споделила повеќе фотографии со партиски символи. Правните експерти во состав на мониторинг тимот на Цивил излегоа со следниот став. Иако во законот за народен правобранител не е стриктно забрането учеството, односно присуството на политички собири, сепак ваквата јавна поддршка не е етичка и го нарушува надпартискиот карактер и непристрасноста кои се својстени за канцеларијата на еден народен правобранител. Доколку пак членува во политичка партија, тогаш тоа е во директна спротивност со споменатиот закон, велат од правниот тим, а според Цивил како организација ова представува злоупотреба на службената положба без оглед на тоа дали Трифуновска е член на политичка партија или не е. Понатаму одиме со случаите за злоупотреба на деца, политичката злоупотреба на децата ја гледаме постојано, тие продолжуваат, тие случаи да бидат забележувани од нашите долгорочни наблюдувачи, а од интернет сообраќајот не се симнати оние содржини за кои спомнавме дека се во спротивност со законот за заштита на децата и исто така се забележува дека на собирите и средбите со граѓанките и граѓаните исто така децата се ставени во функција на тие настани, што е злоупотреба. Со ваквата практика во јавниот дискурс посебно се истакнува и предничи ВМРО ДПМН, но Цивил нотира злоупотреба и кај другите партии, како што се Демократската унија за интеграција, Алијансата за албанците и алтернатива и Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Не се забележани вакви случаи кај независните кандидатки и кандидати, барем досега. Ставот на Цивил е дека децата не смее да се употребуваат во политички и изборен контекст, тоа е во спротивност со член 12 став 4 од Законот за заштита на децата, во кој се вели: се забранува злоупотреба на децата поради политичко и верско организирање и дејствување. Правниот тим пак својот став го формулира со следните зборови: овој став во Законот за заштита на децата подразбира општа забрана за употреба на децата во било каква форма на политичко дејствување, вклучувајќи и политичка изборна кампања. Кога сме веќе кај кампањите, црната кампања продолжува. Мониторингот на Цивил нотира дека црната кампања на опозицијата против лидерот на СДСМ продолжува со несмалено темпо и со крајно груба злоупотреба на трагедијата со пожарот во Тетово. Цел месец оваа трагедија се злоупотребува за политички и изборни цели. Тоа е неприфатливо однесување, особено ако знаеме дека сите политички партии се обврзаа со Кодексот за фер и демократски избори. Според извештаите од долгорочните наблюдувачи на Цивил, мета на говорот на омразата во текот на вчерашниот ден е и Радмила Шекеринска од СДСМ. Говорот на омразата кон Шекеринска, освен што содржи крајно вулгарни изрази, навреди и закани, тој представува и говор на омразата врз родова основа. Подсетуваме, секој што креира и администрира веб страница или Facebook профил или страница, односно било каков облик на јавна комуникација на интернет или во јавната комуникација воопшто, има обврска да ја модерира содржината на комуникацијата, односно коментарите. Тоа што трети лица коментираат е одговорност и на тие што објавуваат содржини, односно креираат простор за таква јавна комуникација. За третите лица познато е дека се работи за организирани структури,
впрочем, одредени медиуми креираат манипулативни содржини и дезинформации со очигледна цел да поттикнат омраза, па и насилство, за што бевме сведоци и во минатото. Тоа е неприфатливо и за законот, и за професионалните и етичките стандарди и може да има далекусежни последици врз демократските процеси во нашата земја. Црната кампања се води и против граѓанските организации. Продолжува и црната кампања за дискредитација на организациите на граѓанското општество. Со црната кампања против ентитети кои не се учесници во изборната трка, се прави обид да се намали довербата во граѓанското општество и да се наметне партиската вистина во јавната сфера. Цивил ги повикува медиумите да помогнат во борбата против дезинформациите, против црната кампања и говорот на омразата за колку што е можно повеќе да им се обезбеди простор на граѓанските организации и за нивните пораки, извештаи, анализи и активности. На крајот, еден случај кој го нотиравме во текот на вчерашниот ден, Цивил го нотира случајот со кандидатката на Дом ЛДП Теодора Димитровска, за која немаше столче во студиото на Алсат М на дебатата меѓу кандидатите за градоначалник или градоначалничка на Куманово. Во врска со овој случај, Цивил апелира до медиумите да се обидат да создадат доволно услови за сите кандидатки и кандидати да добијат медиумски простор за политичко представување и соочување со своите конкуренти. Имајќи предвид дека родовата застапеност на жените на овие избори е минимална и ни оддалеку не може да се зборува за еднаквост, медиумите можат да помогнат колку што е во рамките на нивните способности, можности, технички можности и така натаму, но мора да знаеме дека тоа е пред се одговорност на политичките структури во земјава, пред се политичките партии. За жал, со исклучок на само еден дел од политичките партии, во нашето општество се уште се бележи силна доминација на мажите. Моите другарки од Цивил Фем за ова би рекле дека тоа е и крајно незаслужено. Мажите доминираат. Толку за ова издание во 11-тиот изборен рапорт на Цивил се гледаме утре во одреден термин меѓу 11:15 и 12, а ова денешно издание е креирано малку подоцна поради големите активности на тимовите на Цивил и во студиото, меѓутоа и на терен.